첫눈에 널 알아보게 됐어 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 내가 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남은 수학의 공식 종교의 유머 우주의 선미 내게 주어진 운명의 증거 너는 내 꿈의 주소 Take it 너에게 내민 내 손은 정해진 숙명 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 모란의 세기를 넘어서 계속 우린 저생에도 아마 땀생에도 영원히 함께니까 이 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 I want it this love I want it real love 난 너에게만 집중해 좀 더 세게 날 이끄네 태초의 DNA 네가 널 원하는데 이건 필연이야 I love it 우리만이 true love it 그녀를 볼 때마다 서술화책에 놀라 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상한 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 애초부터 내 심장은 널 향해 두니까 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 모란의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에도 아마 땀생에도 영원히 함께니까 이 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 돌아보지 말라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우연이 아니니까 우연이 아니니까 Овој викенд светскиот патник ќе ве однесе до арапскиот свет и ќе проследи како Оман и Дубај од пустински мали места прераснале во модерни оази. Не пропуштајте утре во 17:40 на Телма. Ние возбудени како мали деца. Ние возбудени. Да знаеш јас колку сум возбуден. Сега вака. Албумен. Вака, чекај сега да ја дадеме вовет на нашата публика. Значи, прекрасни млади дами имаме во студиото. Превозбудени како вистински фанови. А ние дополнително сме возбудени затоа што тие се возбудени. Пред некои десетина дена, случајно, во радиото каде што бев, и доаѓа теа конкретно ќе споменам и таа вели појдов до голем дел од радиските од радијата во Скопје, радиостаниците и вели понуди да се пушта музиката на BTS, она што пред малку го погледнавте. Дали може кај вас и јас веднаш реков, а зошто вие не дојдете кај нас на наша сцена во утринското шоу, бидејќи родителите на Теа, на Мони и на Ели, речи се наша публика не гледаат горе-доле, и да дојдете вие кај нас, да ја представиме ние убавата енергија и она што значи
забрана за турбофолк, а уживање со се она што значи убави светски музички звезди. И таа некако ме воведе во самиот процес на создавање нова нивна веќе армија на фанови во Република Македонија. И јас реков тие мора да дојдат кај нас за поголема публика да имаме за BTS, така еве ние ќе се вклучиме со вас, да знаете. Сега веќе знаеме и ние за BTS, претходно не сме слушнале, претпоставувам и дел од македонската јавност, меѓутоа денеска заедно со вас ќе направиме да дознаат кои се овие момци и за колку популарна група всушност станува збор. Сега ме интересира само да ги представиме Теја, Ели и Мони. Ме интересира за приказната. Она што е интересно Теја, Ели и Мони се запознаваат токму поради ова нивно здружение кое што е за фановите, меѓутоа ме интересира сега кога прв пат дознате за BTS, како почнува прогресот на фан армијата во Македонија. Јас прв пат се запознав со BTS во 2014 година и беше баш случајно. Тогаш тие почнуваа да работат? Не, тие почнаа 2013, тогаш почна. Ја ги дознав една година подоцна и од тогаш некако ми остана како омилена група и продолжив да ги гледам постојано. А или што те привлече, бидејќи сепак јазикот на кој што тие пеат, не го разбираме, ама како рековме, анехасео? Анехасео. Тоа е поздравот на корејски. Анехасео. Да, за музиката се вели дека нели таа нема граници, дека нема буквално ни јазик заради тоа што добра музика сите некако добро ја разбираме и воспримаме, но кој беше за тебе, не знам, првичниот момент за да ја засакаш оваа музика? За мене првичниот момент беше кога дознав какви имаат подлабоки пораки во нивната музика и песни. Тоа на Google Translate правиш? Сигурно тие веќе ги имаат и на англиски преведено песните? Да, има фанови што ги преведуваат песните на англиски. И откако дознав какви имаат подлабоки пораки во песните и колку многу се грижат за фановите, може да се каже, едноставно се залюбив во таа група, може да се каже. Веднаш? Да, веднаш. Ние утрово со Цеце, ќе ве прашам сега, има доста за моабет. Рековме за Justin Bieber, Beliebers се викаат фановите, за Ariana Grande се Arianators. И така на BTS како Army. Само Armies. Да, значи вие сте дел од Armies. Да. Добро, и како почнува, еве сега и Теја и Мони, тука некаде со Ели, тогаш се запознавате со творештвото на BTS? Јас уште во 2016 кога мене другарка ми ги предложи да слушнам нов жар на музика, ми ги препорача и ги слушнав. Прво што ме привлече беше нивната кореографија. Ево од режија нека ни пуштат уште неколку илустрации да видите како изгледаат момците во тие способности. Многу интересни музички видеа имаат и откако ја подоцна дознав за пораките што ги имаат во нивните песни, тогаш толку нека ми привлекува што Еве ги момците. Колку момци се во групата? 7 се, од кои 3 се рапери, а 4 се вокалисти. Ме интересира, ги знаете ли имињата и презимињата? Да. Ајде сега сериозно. Како се викаат? Сите си имаат посебни имиња, исто така имаат и стејдж имиња, сценски имиња, да. Аха, сценски имиња. Еве да речеме кој е ова? Тој е Арем, лидерот. Лидерот е ова е? Ова е Шуга, рапер. Шуга. Добро. Сега ќе видиме и следна фотографија. Добро, а и ова е Ви. Ви. Само Ви. Ова се веројатно стејдж имињата, така? Да, стејдж имињата. Добро. Ова се некои фотографии кои што ни ги обезбедија. Ова е J-Hope. J-Hope. А ја се аха. J-Hope. Добро. Ова е целиот BTS. Ова се сите. Да. На која возраст се? Сите варираат од 20 до 24-5 години. Тија како се приклучивте еве или како се создаде таа армија од фанови што веќе ја имаат и во Македонија и дали можеби сте во контакт со ваков тип на фанови, не знам, на Балканот, па да, Европа, можеби во кај во земјата и така натака. Со BTS едноставно музиката ги здружува сите околу света. Ги спојува, така? Посебно и ние, како се надаме како бидеме до крај. Да. Како не? Мене највише пред дебјутот ја ги знам. И единствената песна која ми остана многу голем впечат беше Blood, Sweat and Tears, по неа пишувам и книга. Сериозно? Да, на англиски. Инспирација? Инспирација BTS мисля. И на англиски ја пишуваш? И на англиски ја пишувам. Секоја Браво чест. Теја. Мони? Рече 2016 прв пат се запознаваш, ама вие ми рековте дека случајно како се најдовте по социјални медиуми и се станувате пријатели преку... По една моја другарка. Аха. Ми кажа дека она со Теја се дружи и ми кажа дека Теја е исто така фан на BTS.
и ми кажа да ме запознае со нејзе се и се запознавме. И од тогаш дружбата? Да. Само на BTS. Скоро секоја недела сме заедно, може да се каже сега. Контактирате ли со еве вакви фанови од Балканот, од Европа, можеби како се стапува во контакт? Контактираме преку апликацијата Twitter. Има многу фанови. Хаштаг сигурно има. Да, хаштаг. И имаме запознано многу другарки што се од секаде низ светот и различни држави и раси и се, и многу тоа музиката обединува. Да, не обединува едноставно. Што е најфасцинантното? Мони спомена дека текстовите се навистина суштински, со убаво значење, пренесуваат добра порака широм светот. Што е најкарактеристично што ги издвојува толпата на сега веќе онаа мас продукција која што се случува на светската глобална сцена? BTS, пошто се препознатливи, освен тоа што го говорат корејскиот јазик, меѓутоа да речеме повторно го имаат оној модерен бит? Да, единствено нивната кореографија е многу уникатна и начинот на кој што изведуваат нивните перформанси, начинот на видеата кои што ги прават, едноставно се уникатни. Нема ништо такво. Кај вас што е фасцинира друго? Пораката позади видеата што е. Во секој видео има тајна скрена порака што мора да се погледне повеќе пати видео да се разбере таа порака. И мене тоа многу ме фасцинира дека само едно обично видео може да вклуча цела приказна во него. Како се спојуваат BTS, ме интересира, дали преку некој реално шоу музичко или... А колку време веќе постојат? Од 2013. Со 5 години веќе се активни. Да. Како се создадени, да ве прашувам? Тие се создадени преку нивната компанија Big Hit Entertainment и тие аудицирале за компанијата и така додека тренирале, се здружиле и Big Hit ја направила групата и од тогаш се активни. Веќе добиваат големи размери на популарност. Кога се видовме пред една седмица или пред некој ден ми споменавте дека таа веќе BTS како група гостувала во големите шоуа како што се Ellen DeGeneres и така натаму. Што значи тоа, дека веројатно сериозно земаат голем замав во светската музичка сцена? Дефинитивно. Што е следно да речеме од BTS како фанови или пак ваша организација? Што би речеме ви се некои следни чекори? Како сакате да ги соберете сите околу вас? Едно чекори ние како да ги запознаеме што повеќе со корејската музика, бидејќи е стварно нешто инспиративно. Успеавте да го научите колку толку јазикот? Да, јас почнав. Сериозно? Да. Ајде, не знам дали ќе можеш да поделиш нашата публика сега, да речеме? Ано хасео и после на пример ако сакате да ве сакам сарангхе. Сарангхе. Учиш на YouTube туторијали или како? Си испечатив книга, а исто така и аудио книга имам. Ова е прво нивно студиско издание, сега да ми објасните што е ова конкретно. Тоа е нивниот, не знам како поред албум. Како бук, пријатно. Да, баш се во едно и CD и фотоалбум. И со Добивате го имате? Што се однесе до концертите, тие знам дека се активни, меѓутоа препоставам дека следите еднината светска турнеја и така натаму. Се обидувате полека да се организирате, да посетите некоја дестинација каде што ќе бидат тие и еве, да речеме што да очекувате. Се надеваме дека ќе имате европска турнеја во 2018 или 2019 година, па ако е можно да отидеме се организираме до некоја блиска европска држава да ги посетиме, тоа што би било. Свишни ли се момциве за навистина големата бројка на фанови и популарноста која што имаат и во Европа? Мислам дека се свесни. Тоа значи дека може да се очекува европска турнеја. Може ли сега вака? Спомена дека ќе имаме некои изненадување, ќе играат квиз. Јас и ти веројатно ќе бидеме настрана, а квизот вие ќе си го изменаџирате. Зашто конкретно стана збор? Што треба да правиш? Што треба? Ние сакате да ви помогнеме некако. Не знам, стоп. Фактички е вака, ние ќе изглумиме некоја поза што ја прават и на пример ја ќе глумам и они две треба да погодат која е. Готово. Сакате да одбројуваме 10 секунди или? Може. Готово, јас. Да бидеме и ние вклучени. Да бидеме и ние вклучени, ве идам со stopwatch и кажете кога. Ова често си го правите кога сте вака собрани друштво? Фанови или не? Понекогаш знаеме да си играме вака, ако ни е досадно. Еве да видиме што Мони, Ели и Теа научиле конкретно многу повеќе од BTS. Одиме со 10 секунди, стартувам сега. Джимин. Точно. Добро. Чекај малку тие само да те дадеме во кадар. Во кадар, чекај. За да може и публиката да види. Сега ти ќе објаснуваш сега? Чекај, не сега Теа ние.
Или Ели ќе биде? Теа или па ја? Ајде. Добро, Ајде, значи Ели. Теја ја даваме во кадар. Ајде. Теа? Джимен, точно. Тоа е Джимен. Рапмонстер. Намџун, леле. Точно, тоа му е вистинското име него. Така, да. тоа му е веројатно некој негов поздрав. Да, Цело така. кога рапува, тоа најчесто го прави. Аха, добро, ајде да видиме само они. Джин. Доволно е само секунда да се случи тоа, така? Да. Одлично. Ома знаете. Како планирате да ја збогатите вашата армија во Македонија и на каков начин може да ве пронајде, да речеме, дали има посебен хаштаг кај нас Армија Македонија, Да имате BTS и фейсбук така страна натаму? каде што може да ве побараат. Да се приклучат голем дел од вашите соученици и така натаму. Најчесто на Твитер. Твитер заедницата е? Да, Твитер заедницата е како најголемо место каде што ги има најмногу фанови и таму они имаат своја страна BTS и имаат хаштаг с повеќе, они може да ги најдат според BTS или Army и така може да се пронајдат и многу други луѓе. Имате омилени песни, претпоставувам. Да. Еве, Кои ја се? морам да признам дека DNA ми беше едно од омилените што ја слушнав. Лично мене искрено ми се допаѓа Spring Day, многу инспиративно. Одлично. Мене ми се свига нивна песна што не име во немаат видео за таа песна, се нарекува Кофи. Моја би било William PS2. Зошто? Па, највише го споредена по китот од 50 херци, тој е најтивкиот кит и колку и да вика не го слуша. Во таа песна баш се објаснува колку и ние да викаме, колку да имаме проблеми, никој нема да може да не слушне, но пак како да е тој китот пак искочи на површината на водата и ние со така можеме тоа да го направиме, колку и Веројатно треба борба во Борба животот, во да животот, разбирам да, поентата, да. Апсолутно. Да, мене Има- многу ме радува, извини Да. што навистина гледам и таа кажа многу инспиративна, значи буквално навлегувате во суштината на текстовите, велите дека тоа е едно од основните работи што најмногу ве привлекува кај овие момци. Така што се надевам дека ите навистина ќе ги излечете вистинските пораки за животот. И чекаме промоција на имаат книгата добра на Теа. поента. Здравје Боже. Добро е тоа што на ваков начин се инспирирате, а тоа допринесува во вашето секојдневие, вие на некој начин, па други да инспирирате. Драго ми е што го одбрате вистинскиот правец. Ние многу често ви споменав дека, за жал, турбофолкот надвладеа кај младата популација, меѓутоа вие сте други лидери. Вие сте светла точка. Светла точка и затоа велам дека сериозно ми е драго што се појавите за нашата публика денес. Продолжуваме понатаму да бидеме и ние во ваша дел на Army, ќе гласаме понатаму, ќе бидеме дел Имаат од... некој поздрав? Ова го прават за Срцето најчесто вака. Аха, добро. Има баш Она интересна хасе приказна. е? Да. Она хасе е? Има баш интересна приказна срцето, зашто баш е како формата на срцето. Само Она што вистинското кое што го да, носиме едната во тело. страна се артериите, другата се вените. Тоа е поздравот. Ги носиме во срцето токму BTS. Како беше поздравот? Ано хасео. Она хасе е? И како беше срцето? Сарангхе те ве сакам. Сахе. Супер. Се надевам дека добро си. Фацата ти е корейска. Се обидувам да можам. Саранке. Како и да е, драго ни е што младата убава енергија ја донесовте. Еве ќе се одјавиме повторно со момците од BTS, па да видиме и гледачите сепак да ги испровоцираме да уживаат секако со овата музика и да ги следат секако на социјалните медиуми. Ели, Мони и Теа, јас ми беше вистинско задоволство да имаме во утринското шоу. Се надам дека добро си поминавте. Да, многу убаво. Поздрав, еве ќе си го помним овој датум.